Без интонирање на химна, гарда и цветење, но со широки насмевки и цврсти преградки помина вчерашната посета на Македонија на премиерот Ципрас и неговата влада. Не изостанаа ниту неколкуте селфиња за вечен спомен на историскиот момент што ги направи македонскиот премиер заев со грчкиот колега. Денеска портпаролот на владата Миле Бошњаковски со објаснување дека немало време поради доцнењето на авионот и многуте уврски во текот на денот за сечен причек на гостите. Да нема дилеми, рече Бошњаковски, националната химна останува. Не се разговарало, ниту ќе се разговара да претрпи измени. Како примери дека македонската химна се интонира по потпишувањето на Преспанскиот договор пред официјални грчки представници. Бошњаковски ги наведе кривањето на знамето на НАТО пред владата, приемот организиран од грчката амбасада за Националниот ден на Грција, квалификациите за Европското првенство во ракомет на сениорската репрезентација во Грција. Химната останува текстуално и инструментално истата. Вчера, за време на посетата на грчката делегација, поради доцнење прислетување на авионот, беа изоставени сите свечени активности при дочекот, кои вклучуваат гарда, цвеќиња, поставување и интонирање на химната, меѓу другото, пред владата. Беа изоставени овие активности со цел да се добие на време, бидејќи посетата беше работна и во текот на еден ден имаше навистина премногу активности, како што сите вие бевте сведоци. Уште еднаш, химната во ниту еден момент не била спорна. Преспанскиот договор, сакам да потенцирам тука, Преспанскиот договор на ниту еден начин не рефлектира врз химната, врз националната химна. Според ВМРО ДПМН Заев и Педаровски се срамат од македонската химна и ги подценуваат националните обележја. Образложенијата ги нарекоа апсурдни и неиздржани. Ги повикаа Заев и Пендаровски да се извинат, како што стои во нивното соопштение, за срамот кој го нанесуваат на државата и на македонскиот народ. Јавноста очекува одговор со што биле уценети и заплашени за да не смеат да интонираат македонската химна при официјална државна посета во Република Македонија, како што налага Уставот на Република Македонија. Образложението дека селфито на Заев и ручекот со Ципрас се поважни од одвојувањето на време за интонирање на химната е уште едно понижување на македонскиот народ. Поставувањето на таблата на владината зграда на која пишува Република Северна Македонија пред посетата на грчките гости, според владинот портпарол, е во склад со одлуката на меѓуресурската група, донесена по стапување во сила на договорот од Преспа и неговата ратификација во грчкиот парламент. Периодот за измена на овие табли е 4 месеци.